Советниците од ВМРО ДПМНЕ го обвинуваат градот Скопје зошто досега не е воведен посебен сообраќаен режим на улицата Борис Сарафов во општина Ѓорче Петров, каде што пред извесен период беше прегазено 10-годишно дете. Градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов одговори дека кога е безбедноста во сообраќајот во прашање, градот Скопје нема никакви ингеренции. Меѓутоа, во предизборната кампања Шилегов им ветил на граѓаните од овој дел на Скопје дека ќе се превземат конкретни мерки за подобрување на безбедноста на улицата. Како што појасни градоначалникот Шилегов, улицата Борис Сарафов од страна на МВР има одобрен проект за посебен сообраќаен режим и, како што рече тој, за жал токму на денот кога се случила сообраќајната незгода, а градот не е тој каде што ќе посака таму да постави семафор. Во моментот кога беше одобрен проектот за зголемување на безбедноста на таа улица, меѓу другото подразбира и поставување на ограда на излез од училиштето, поставување на семафор, поставување на поинаков начин на сообраќајни ленти. Значи цел проект кој што го има изработен од ДК сектора за сообраќај, кој што го имаме доставено до Министерството за внатрешни работи, а кој што започна да го изведува улици и патишта. Требало да се распрашате, да знаете како се воспоставуваат или како се поставуваат светлосни сообраќајни знаци, така наречени семафори, дека мора да се помине низ една процедура, која што процедура градот ја има започнато уште во декември месец минатата година. Значи уште во декември, мајќи во предвид тоа што сме го разговарале со нашите сограѓани од улица Борис Сарафов, ние согласно тоа ветување сме влегле во изработка на проект за зголемување на безбедноста на сообраќајот. Зошто некој ја извел улицата без да води сметка за основната безбедност и навиките на живење и на дечињата таму, меѓутоа и на жителите на улица Борис Сарафов, и ја извел улицата во таков профил, без притоа да води сметка за безбедноста на тие граѓани, да и при градбата го воспостави сообраќајниот режим, се извинувам, малку ви е задоснато прашањето. Во рамки на безбедноста на пешаците, Шилегов додаде дека и понатаму ќе продолжи акцијата за поставување на заштитни столпчиња во градот.